Град Скопје работи на решавање на проблемот со загадувањето и во летниот период, кога никој или ретко кој помислува или ги чувствува последиците од загадениот воздух во нашиот град. Штедењето на енергија директно влијае на намалувањето на загадувањето. Зградите на 23 средни училишта спаѓаат во редот на најголемите објекти на нашиот град. Поставувањето на енергетски ефикасни фасади во сите средни училишта подразбира огромни заштеди на енергија, а со тоа и значително помали трошоци. Најважно од се, подразбира и значително намалување на аерозагадувањето. Во рамките на програмата за енергетска ефикасност на градските установи 2018-2020 година и акцијскиот план кој што го изготвивме на почетокот на оваа година, во тек е реконструкција на фасадите на средните училишта во градот. Со реконструкцијата се опфатени 13 средни училишта кои што ќе добијат енергетски ефикасни фасади. Во тек се реконструкциите на Јосип Броз Тито, Димитар Влахов, Орце Николов, Кочо Рацин, Никола Карев, Боро Петрушевски, Здравко Цветковски, Панче Арсовски, Сарај, Панче Караѓозов и Михајло Пупин. Завршена и тендерската постапка за целосна реконструкција на фасадите на средните училишта Марија Кири Склодовска и Цветан Димов, каде што деноиве ќе започнат градежните активности, со што и овие училишта ќе добијат целосно нови фасади. Овде, во гимназијата Јосип Броз Тито, пред која што во моментов се наоѓаме, работиме на довршување на надворешната столарија и фасада, реконструкција на подовите, вратите на училниците, реконструкција на делови од атриумот, адаптација на тоалети за лица со посебни потреби, како и лимарски работи и работи на кровот на ова училиште. Реконструкцијата на фасадата ги опфаќа сите средни училишта кои што имаа потреба за таква работа. Со ова, нашите училишта во градот Скопје ќе добијат енергетски ефикасни фасади по согласно со современите стандарди за рационализација и заштита на електричната и топлинската енергија. Покрај реконструкцијата на фасадите, започнуваме реконструкција и на крововите и надворешната столарија во оние училишта каде што е тоа потребно. Висината на средствата кои што градот ги вложува во овие градежни работи изнесува над 60 милиони денари за вкупно 19 училишта кои што добиваат и енергетски ефикасни фасади, меѓутоа и санации на кровови, надворешна столарија, подови, електрика и грејење. Дел од училиштата започнуваат и со адаптација на лица за тоалети со лица со посебни потреби. Овие средства ги обезбедивме со пренамена на средствата од криминалниот проект за фасадирање на нашиот град Скопје 2014. Градот се грижи за сите граѓани подеднакво, за секој да има нормални услови за функционирање и за живење во рамките на нашите градски институции. Потребите за реконструкција и санација на училиштата се идентификуваа во координација со одговорните во секое средно училиште поединечно. Наша цел е сите средни училишта кои се наша надлежност на градот Скопје да имаат енергетски ефикасни фасади и просторни услови кои што ќе овозможат подостоинствено функционирање и на нашите ученици, меѓутоа и на вработените во овие училишта. Чистата енергија која што води до чиста животна средина е наша стратешка заложба и важен дел токму и од мојата предизборна кампања. Скопје го правиме енергетски, ефикасен, модерен, европски град, бидејќи Скопје е град на сите. Нашите деца заслужуваат да учат во подобри услови. Тие услови на нашите ученици им ги овозможуваме на почетокот токму на оваа учебна година.